Кривичниот суд попладнево го прифати обвинителниот акт на специјалното јавно обвинителство за случајот тврдина дознаванува од извори во судот. Тоа значи дека на обвинетите во овој случај ќе им се суди за уништување на системите за прислушување. Како наредбодавач е поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, а за злоупотреба на службената положба ќе одговараат екс-министерката Гордана Јанкуловска, поранешниот шеф на кабинетот на Мијалков Тони Акимовски, како и двајцата бегалци бившите началници во УБК Горан Груевски и Никола Бошковски. Два нови случаи на мали сипаници се регистрирани во последната недела, со што бројот на заболени се зголеми на 19 луѓе од почетокот на епидемијата во средината на септември до сега. Вонредната вакцинација очигледно не ги даде саканите резултати, бидејќи епидемијата не е запрена. За да се утврди кој генотип на вирус се позитивните примероци, на 30 октомври ќе бидат испратени до референтна лабораторија во Луксембург за потврда и генотипизација, информираат од Институтот за јавно здравје. Прво обвинетиот за милионската кражба во НЛБ банка, трезористот Бобан Смилевски, денеска во завршните зборови пред судот во Скопје за прв пат изјави дека парите ги украл, бидејќи бил во долгови. Тој ја призна вината со тврдење дека во кражбата ненамерно ги вовлекол и останатите обвинети и побара нивната казна да му се припише само нему. За какви долгови и закани станува збор и каде се парите, не одговори ниту адвокатот на прво обвинетиот.